Градоначалниците од Истокот да си ги засукаат ракавите, долговите да си ги вратат сами. На нова великодушност од страна на државата во вид на неповратни финансиски средства за покривање на долговите, повеќе никој да не се надева. Ова на градоначалниците кои покрај исплатените средства во висина од 51% од висината на долговите, сметките и понатаму им останаа блокирани, им го порача ресорниот министер Горан Милевски. Владата не може постојано да враќа стари долгови, бидејќи тоа ќе во неравноправна положба ќе ги ставиме општините па кои што економично и домакински работеле, така да таквото давање на пари во скора иднина нема да има. На почетокот на годинова, државата на општините од Истокот им исплати над 3 милиони евра, кои беа доволни за да се покријат повеќе од половина од направените долгови. Ова беше доволен дел од општините да застанат на нозе и сметката да ја одблокираат. Мирисме сите тие обврски со одлука на Совет и доставени извештај до владата на Република Северна Македонија и истовремено останатиот долг кој надмина 51%, успеавме да договориме со доверителите да биде сервисиран, значи и со спогодба истиот од месец јуни веќе е на снага и општината е ликвидна. Имаме редовните приливи секој ден и вршиме сервисирање на врските и тековните и за останатите во предвидените рокови од самата спогодба. Сепак, овие пари не беа доволни за деблокада на сметките на повеќе општини. И сега во моментот долгот е отприлика околу 20 милиони денари. Основен долг со камати, да речеме, сега барам и од Народна банка дополнителни извештаи да видиме колку камати остана односно доверителите кои ги имаме како врска. Па се разбира, ние добредојдена е секако помошта, бидејќи ние како општина имаме доста слаби приходи и не можеме во целост да ја деблокираме општинската сметка. Но токму помошта е она на кое градоначалниците не можат да се надеваат, а наместо кон државата, за деблокирање на сметките тие треба да се свртат кон себе. Преку порационалното и поодговорно собирањето на локалните даноци од страна на градоначалниците, овие проблеми ќе се надминат. Бидејќи има општини во Република Македонија кои што не сите си ги собираат даноците од имот на граѓаните. Може градоначалниците да бидат добри, да оставаат да не се собираат даноците, а таа дупка која што му се јавува во буџетот да бараат од државните буџети да се надополнува. Инаку најмногу пари 72 милиони денари беа префрлени на сметка на општина Пробиштип, која успеа за кратко време општинската сметка да ја доведе во ред.